Продолжуваме со разговор во блокот во 9 часот. Представници од Мировен корпус се кај нас во студиото. Со нив ќе зборуваме за отворениот повик за работа со американски волонтер, имено за работата на Мировниот корпус кој што се во држава во 1996 година. Ќе разговарам со Надица Ѓурѓиева, таа е програмски менаџер во Мировен корпус, и до неа добро утро и до неа Оксана Лиончук, таа е волонтерка на Мировен корпус во училиште, поточно во Крива Паланка. Така? Да. Имено, за убаво да објасниме, Оксана е во земјата од 2024-та, 3 месеци ја поминала обуката, така, заведнаш потоа да биде подготвена за да се вклопи во заедницата. И сега како работи тој процес, вие што го работите како Мировен корпус, може да започнеме со вас, Надица. Да, се разбира. Мировен корпус е американска владина организација во државата, како што рековте, од 96-та година. Работиме со американски волонтери кои што доаѓаат во земјава на период од 2 години. Доаѓаат тука да работат и да живеат на период од 2 години. И во тој период целта е да помогнат што е можно повеќе во местата каде што ги распределуваме, дали во училишта, во општини или во невладини организации, и таму помагаат на различни активности. Исто така имаме, можам да кажам, 2 програми. Едната програма се однесува за напредување на ставата по англиски јазик и инклузивно образование. Во рамките на оваа програма работиме со основни и средни училишта, и во основните и средните училишта волонтерите помагаат во наставата по англиски јазик на наставниците по англиски. Што работат тие? Да. Конкретно, волонтерите во училиштата кои што се распределени со наставниците по англиски јазик доаѓаат на час и заедно ги држат часовите со наставникот. Заедно планираат пред тоа, па го одржуваат заедно часот, меѓутоа исто така имаат задолжение да помагаат во дополнителни активности после часовите, организираат клубови за спелување на англиски јазик, креативно пишување, имаат многу игри и активности со децата за да ги анимираат, да го вежбаат јазикот што е можно повеќе. Можат да помогнат да донесат книги на англиски јазик во училиштето за децата да ги читаат книгите, клуб да формираат за читање на англиски јазик. Така што се што е потребно во училиштето и што децата сакаат да го добијат, волонтерите може да го организираат. Пред да слушнеме Оксана, споменавме обуката, ја споменуваме неколку пати. Каква обука тие треба да поминат? Каква е таа обука пред да се вклопат во заедницата? Што значи тоа? Така. Значи, волонтерите пристигаат обично околу септември и мора да поминат 11-неделна обука. За време на таа обука учат јазик, учат македонски јазик и дел од групата учи плюс и албански јазик, зависно од тоа каде ќе бидат распределени. И за време на обуката исто така живеат во семејство, учат за културата, обичаите и животот во Македонија, за да можат полесно да се интегрираат во нашата земја. Исто така учат за работата, значи што се нивните работни задачи, што се очекува од нив, како да ги анимираат децата и да ги вклучат. Ова е само за оваа програма, ние имаме уште една програма, можам и за тоа да ви кажам. Може слободно вака кога ви ќе зборуваме за тоа што работите, Да, исто така имаме и втора програма, работат во општини невладини организации, тие другата група на волонтери, и тие работат на проектни активности, работат на проценка на потребите во заедниците, и за тоа ги обучуваме исто така таа група за да може да бидат спремни да отидат во општините и во невладините организации и да работат таму со колегите луѓето од нашата заедница. Ајде да ја слушнеме и Оксана, може да ни се представиш со оглед на тоа дека кажа веќе дека го учите и македонскиот јазик. Да. Јас сум Оксана, јас од Америки и јас волонтерка на Мировен корпус тука во Македонија. Сега јас живеам во Крива Паланка, јас работам со наставники по англиски јазик. Така, добро. Што ве мотивираше да аплицирате да дојдете тука и како токму избравте да дојдете тука во Македонија? Да, no, I heard about Peace Corps in college and I thought it was a very unique experience, and a couple years passed and I decided to apply to Peace Corps because I think it's a very nice opportunity of what they're doing. And yes, I specifically picked North Macedonia because of the language, the people, and the country.
Накратко ќе преведам, значи Оксана слушнала за мировен корпус за време на факултетот, додека студирала, слушнала за тоа колку е уникатно искуството да работиш во мировен корпус, неколку години подоцна аплицирала и да ја избрала Македонија затоа поради тоа што сакала да го научи јазикот и поради земјата и луѓето што се тука. Добро, како ви се допаѓа нашата заедница, конкретно и заедницата во која што живеете, во Крива Паланка живеете, така? Да. I really like Kriva Palanka. It's amazing. It has the mountains, the monastery. The people are very hospitable. When I first came to Kriva Palanka, I was living with a family for a couple months, and I ate with them. I shared in their traditions. So everybody is very friendly and open and welcoming. Многу и се допаѓа во Крива Паланка, прекрасно место за живење, има многу убави планини, има нели манастири, исто така луѓето се прекрасни, првите 2 месеци живееше со семејство, заедно јадеа, заедно гледаат телевизија, се што се прави нели во семејството, за да од прва рака го доживее нели животот тука и така многу и се допаѓа тоа. Луѓето се многу гостопримливи. Добро, Надица спомна дека живеела со семејство. Како одлучувате кои семејства ќе земат волонтери? Така. Тоа е одлично прашање. Значи, мировен корпус во моментов има отворен повик. Училиштата, општините и невладините организации аплицираат, меѓутоа дел од апликацијата во дел од апликацијата треба да наведат 1 до 3 семејства од заедницата во која што се тие, кои што би биле заинтересирани да имаат волонтер кај нив. И потоа ние доаѓаме, не е едноставен процесот, ние многу пати доаѓаме, после тоа ги посетуваме организацијата, семејството, разговараме со нив, ги припремаме за ова искуство, имаме и обуки за семејствата и за организациите пред да дојдат волонтерите кај нив. Така да долг процес е во прашање. Предпоставував дека и дека внимателно се одбира. Оксана, како оди учењето на македонски? Тешко е, лесно е? It's a little hard, but the first 3 months are very intense training for language class. So the first 3 months we go to school for 4 hours every day. We have a Macedonian teacher and we're learning with other volunteers, and we also live with a host family, so we're interacting with Macedonian every day. And now that I'm in Kriva Palanka, I speak Macedonian every day as well with colleagues, and I still have a language tutor. Малку е тешко, меѓутоа е доста интензивно, особено во првите 3 месеци. Одат 4 часа наутро во школа и учат македонски јазик секој ден, потоа одат дома и мора да разговараат на македонски со семејството во кое што се сместени и нормално на албански ако се во таа програма. И интензивно го изучуваат и во заедницата, се излегуваат, ќе отидат на кафе, ќе се запознаат со луѓе, ќе научат јазик, така да има доста работа. Да. Добро, како може училиште да добие волонтер или организација нека, затоа што рековте имате 2 проекти? Точно. Значи, најдобро е да се обратат во нашата организација, да посетат нашата Facebook страница или веб страница и да добијат повеќе информации, да им дадеме апликација. Во моментов е отворен повикот за аплицирање, отворен до 15 април. Ние сме нели тука да помогнеме ако училиштата сакаат да аплицираат или општина или некоја невладина организација, ако треба повеќе поддршка околу тоа. Следната недела имаме 3 настани, онлайн настани за наставници и училишта на кои што ќе промовираме нашата работа. Волонтери ќе зборуваат за нивната работа поврзана со некоја тема и наставниците може да се приклучат, ќе трае 45 минути до саат време настанот, каде што волонтерите ќе зборуваат за креативност во наставата, мотивирање на учениците, како да ги научиме сите деца во нашето оделение подеднакво и можат да видат како тоа волонтерите го прават. Да. Надица, Оксана, една позитивна приказна која што ја споделуваме денеска. Што те прави најмногу горда за работата тука? I'm most proud of building relationships with the students. Some students have a harder time learning in the classroom, so I'm very proud that they feel comfortable coming to me and we can do one-on-ones. So I think that's what I'm most proud of.
Најгорда е работата во однос на својата работа со учениците. Она што многу ја радува е кога децата кои што имаат предизвик во изучувањето на јазикот ќе и пристапат, се чувствуваат доволно слободни да и пристапат за да можат да работат, да им помогне еден на еден за да го научат јазикот, да го совладаат. Добри, до кога е отворен овој повик? 15 април. Значи уште ситно број уште малку, да. Добро. Со оглед на тоа дека сите потребни документи, така, се што е потребно кај вас треба на вашата веб страна? Точно, да се посети нашата веб страна или Facebook, можеби таму има и контакт информации за нашата организација, можат од таму лесно да пристапат до нашите документи, да. Благодарам за гостувањето. Посакувам да имате лесна убава работа. Оксана, се надевам дека по завршување на работата ќе доаѓаш да ја посетиш Македонија. Ако ништо друго, јазикот да го повежбаш, да не се заборави. Да, сигурно. Да. Ви благодарам.